Изборот на самите суди, дали е договорена веќе комисија и направена некаква консултација меѓу партиите за предлози? Ко председател на комисијата за прашања на изборите и именувањата, должен сум еве и пред вас и пред целокупната јавност да кажам дека уште вчера е закажана седница на комисијата за понеделник, 7 јуни, во 12 часот ќе се одржи комисијата. Ставот е јасен дека во однос на предлози за уставни судии не се распишува претходен оглас во рамки на собранието, туку буквално пратениците имаат можност да предлагаат, секако ќе биде отворена дебата во самата комисија, секако на седницата на комисијата за избори и именувања има повеќе точки, заедно со уставните судии се 21, сите, секоја со своја специфика важна за граѓаните, за институциите, за државата. Очекувам дека низ една плодна, коректна дебата, комисијата ќе си ја заврши својата обврска по однос на сите точки, секако и по однос на уставните судии и ќе даде предлог до пленумот на конечно одлучување на нова седница, која што би требало да биде закажана за 8 јуни. Се деблокира работата на парламентот, во однос на изградбата на клиничкиот центар и за другите закони што се во Правни деловнички механизми секогаш постоеле и постојат. Принципот на работа на СДСМ и парламентарното мнозинство, овде мислам и на коалицијата, секогаш бил да по пат на разговори дојдеме до решение во кое што ќе бидеме учесници сите заедно. Клиничкиот центар, нити 6 пакети на мерки економска помош за граѓаните не се на СДСМ. Тоа го правиме за граѓаните, исклучиво заради нивните потреби и интереси. Одговорно тврдам дека истото важи и за клиничкиот центар. Гледате дека понудата кон опозицијата ни е многу коректна. Да учествуваат пратениците во целиот процес на проектирање, изградба на клиничкиот центар, да имаат свој надзор. Сметам дека тоа е коректно и треба да биде прифатливо за ВМРО-ДПМН. Пуста е желбата на Христијан Мицкоски да буквално ги искористи сите капацитети овде во собранието, секако да го злоупотреби и деловникот за работа и можностите кои што ги имаат тие како опозицијски пратеници со една единствена цел. Политички да профитира од проектирана неизградба на клиничкиот центар, а со цел да тоа се препише како неспособност на владеачкото мнозинство. Ги уверувам граѓаните, како што кажав и во пресконференцијата, дека таа пуста желба нема да им се реализира на ВМРО-ДПМН. Со нив или без нив, клинички центар после 80 години, нов и модерен, граѓаните ќе добијат. Сметам дека добро и за нив е и во таа состојба конечно да се обидат да излезат од таа катастрофа што имаат во партијата, е да ги поддржат добрите и позитивни пракси и политики на СДСМ и владеачкото мнозинство. Благодарам.